Точно во 7 часот беа отворени гласачките места за првиот круг председателски избори во Северна Македонија. Во главниот град Скопје, улиците из утринава беа речиси празни, а граѓаните полека се упатуваа кон гласачките места за да го остварат своето право на глас. На гласачкото место 2517 во гимназијата Јосип Брос, гласањето досега се одвива тековно. Навреме почна изборите, од 7 часот се беше во ред, до сега имаме десетина гласачи. Нема недостатоци, се е во ред. Покрај домашни, изборите ги следат и бројни странски наблюдувачи. Дел од нив беа на терен уште рано изутрината. On election day, we are international observers from Norway. So we go in observer teams of 2 and we have forms where we check how different procedures are followed. So today our plan is now to go to different polling stations. We spend about half an hour in each polling station, and we're going to go all day until we're going to observe the voting after 7 of the polling stations. Во трката за председател има 7 кандидати и доколку ниту еден од нив не добие 50% плюс 1 глас од вкупниот број избирачи, во вториот круг ќе се пласираат двајца кандидати со најголем број гласови. Граѓаните кои ги затекнавме на гласачките места во центарот на Скопје велат дека се задоволни од организацијата. Гласачкиот процес за сега велат се одвива нормално. Гласав одлично, организација е суперија. Добро, мислам, све ќе биде во ред. Нема да има никакви проблеми. Супер е организирано, све функционира. Им посакувам на граѓаните успешен ден да гласат, сите да излезат да го дадат својот глас за Македонија. И на другите избирачки места кои ги посетивме во централното подрачје на Скопје, гласањето се одвива непречено. Избирачкото место се отвори во 7 часа точно, немаше никакви проблеми до сега и процесот се одвива нормално, без никакви потешкоти и без проблеми. Гласачките кутии за денешните председателски избори ќе останат отворени до 19 часот, а право на глас за еден од 7 кандидати имаат вкупно 1.814.317 граѓани.